Нема надеж за граѓаните сместени во објектот на старата касарна дека наскоро ќе дочекаат подобри услови за живот. Повеќе од 2 децении тие се среќаваат со проблеми за задоволување на основните потреби за кров над глава, а субстандардната состојба во која екзистираат не овозможува хуман начин на живење. Без канализација и со само една чешма, од која се снабдуваат 20-тината семејства, старата касарна останува неизлечива социјална рак-рана на Кочани. Многу планирање и ветување имаше во изминатиот период дека ќе се најде излез од ситуацијата. Сите градоначалници кои доаѓаа и заминуваа се залагаа да најдат соодветно решение, но се остана без успех. Тема на расправа овој проблем неретко е и на седниците на Советот, каде прашањата одат во насока да не престане барањето излез од состојбата. Дали се планира нешто, има ли стратегија за решавање на проблемот на овие граѓани и просторот кој што е таму, знаеме во каква состојба е? Официјалниот одговор од локалната самоуправа е дека нема пари за решавање на сместувањето на станарите на старата касарна. Тоа значи дека нема ни одреден рок во иднина кога би можело нешто конкретно да се стори за тие да се исселат и вдомат во соодветен простор. Не можам да кажам ништо повеќе освен за тоа дека поради недостаток на средства сега за сега ќе остане така како што е. За жал и тие граѓани живеат у субуслови, значи многу ниски услови. Мошне е блиску до универзитетскиот центар, до студентите, значи се меша интелектуалци со сосема друга категорија на луѓе, меѓутоа нема друго решение. Донаторите кои што сакаат да донираат, кога видат каква е состојбата, воопшто не сакаат да разговараат и кога ќе се обезбедат средства, дури тогаш може да се каже. Пред околу 2,5 години, Општина Кочани изврши измена на урбанистичкиот план во местноста Колерски гробишта. На таа локација беше предвиден простор за изградба на објекти за социјално загрозени ромски семејства, главно од старата касарна. Со донаторската конференција што се организираше во хотелот Национал Пак, требаше да се обезбедат пари за оваа намена. Но по околу 2 години и покри правичните најави од унгарската амбасада и други странски представништва во Македонија, резултати досега не